Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Велат, светот останува на младите. Но јас во случајов тука би додала уште две работи. Светот останува на младите ако им дозволат постарите и ако им дозволи владата. Владата, заедно со денешниот предлог кандидат Љупчо Довичински, очигледно не сакаат да им го остават светот на младите, па замислете, иако на Довичински му остануваат само уште 2 години за да оди во пензија, само тој аплицирал на огласот за член на Регулаторната комисија за домување, каде што мандатот трае 5 години со право на уште еден реизбор. Сега, Љупчо Довичински нема да може да го користи правото на уште еден реизбор, бидејќи за 2 години ќе се пензионира, затоа што не е доктор па да е дефицитарен кадар, ами е дипломиран политиколог кој никогаш не работел согласно звањето и струката, но се пронашол како директор и е директор од 2007 година па и денес. Што работел денешниот предлог кандидат? Најголемиот дел од работниот стаж го поминал во текстилната индустрија, каде што бил раководител на увозно-извозно одделение, а потоа станал собственик и управител на истото, но како што кажав и пред малку, не се пронашол во приватниот сектор, не се пронашол во тоа за што учел и ја стекнал дипломата, ама се пронашол во институцијата со највисоки плати, еве со амин од владата, а по 2 години и неговата пензија ќе си има додадена вредност. 4 години е раководител на подрачната единица на Агенцијата за вработување на Република Македонија во Виница и 1 година е директор на Агенцијата за поддршка на предприемништвото на Република Македонија. Дури од биографијата гледаме дека се стекнал со јапонски сертификат и вештини за менторирање на мали и средни предпријатија. Па да се надеваме дека јапонскиот сертификат ќе го натера да биде професионален како што се јапонците, иако нема да работи со предпријатија, бидејќи со оваа влада сосема е небитно за што си се образовал и што си научил, битно е да се согласуваш со незините политики, колку и да се погубни. Ако го погледнете извештајот за работата на Регулаторната комисија за домување, за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година, ќе прочитате, цитирам: "Многу важно е да се напомене дека во текот на 2023 година еден административен службеник ќе исполни услови за остварување на право на пензија, а што ќе представува дополнително отежнување на извршување на административните обврски во комисијата." И сега, истиот текст ќе си го читаме за 2 години, откако Довичински ќе се пензионира 3 години пред да му истече мандатот како член на Регулаторната комисија за домување, а нели заради заминување во пензија. Колеги, мора да гледате долгорочно. Какви ви се овие апсурдни решенија од денес за утре? Овде не станува збор за долгорочност од над 10 години, значи за 2 години повторно ќе ја соочите комисијата со проблеми во извршувањето на своите работи. Понатаму, она што ми падна во очи од доставената документација за кандидатов е податокот дека во периодот од 2007 до 2015 година начинот на вработување на Љупчо Довичински е секогаш без огласување, вработување на директор, за во 2019 повторно да се вработи како директор без огласување, туку со избор и именување. Имам впечаток дека за овој предлог кандидат нема потреба од огласи, бидејќи едноставно човекот си е роден за да биде директор без конкуренција. Па како што немал конкуренција при вработувањето за директор без огласи, така и денес нема конкуренција, бидејќи за чудо
само тој се пријавил на огласот и само него ни го предлага владата. Дај Боже сите да ја имавме оваа среќа. Кој знае колку совршен политиколог е и како вака вешто ја убедил владата за да му овозможи последните 2 години од својата кариера, која не е поврзана со она за која ја стекнал дипломата, да се ги помине во регулаторната комисија за домување, институција која е со највисоки плати, односно ја убедил владата да му овозможи апсолутно право, без никаква конкуренција, да си добие солидна пензија. Зошто велам апсолутно право? Затоа што владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 април 2023 година објавила јавен оглас на кој, замислете, се пријавил само овој кандидат. Па не ни морала владата да објавува оглас, бидејќи Љупчо Довичински си е навикнат да биде избиран без огласување. Сега, овде, ја повикувам македонската јавност да оцени и процени зошто на оглас на кој се нуди највисоката плата во државата, а не се бара ништо посебно, односно половина од граѓаните на државава ги исполнуваат условите за да аплицираат, бидејќи се потребни само 240 кредити и единствена отежнувачка околност е кандидатот да бил најмалку 6 години на раководно работно место, се пријавил само еден кандидат. Ова, колеги, се случува затоа што граѓаните дотолку се убедени во партизираноста на институциите, што веќе не ни аплицираат на огласите. И не е страшно што не аплицираат на огласите. Страшно е што заминуваат од државава токму заради партизираноста на институциите. Единствена позитивна околност во овој случај е што за 2 години ќе имаме друга влада која прописно ќе си распише оглас на кој, убедена сум дека ќе се јават многу кандидати, затоа што речиси сите имаме 240 кредити, а нема потреба во случајов од стручни и научни трудови, докторати и други потешки околности. Па откако Довичински среќно ќе го испратиме во пензија, на негово место ќе дојде млад кадар кој нема да биде политиколог, туку ќе има искуства и достигнувања во задоволувањето на стамбените потреби на населението, како што всушност налага законот за домување. Од начинот на избор на овој единствен кандидат, македонската јавност може уште веднаш да си оцени дали истиот ќе биде објективен, транспарентен и недискриминаторски во своето работење, кое по дефиниција треба да го обавува професионално и притоа да обезбеди заштита на конкурентен пазар на станови. Колеги, не смеете вака неодговорно да се однесувате и краткорочно да гледате кога станува збор за институција која се финансира од буџетот на Република Македонија и која граѓаните ги чини над 10 милиони денари. За крај, на оние малку млади луѓе кои се уште не ја напуштиле нашава Македонија, ќе им порачам: не очајувајте, има надеж. Доаѓа крај на оваа влада и доаѓаат луѓе кои ќе создадат услови со кои ќе се погрижат на вистина светот да остане на вас, младите. Ви благодарам.